Власта ја обвинува опозицијата дека била кочничар за влезот во Европската унија, а токму тие се причината што Македонија сега е во ќорсокак, велат дел од експертите. Посочуваат дека прифаќањето на францускиот предлог без претходна консултација со целокупниот општествен и политички пейсаж доведува до ситуација да заради ветувањето на триото Ковачевски, Османи, Маричик, кои ги дале, а не може да ги исполнат, Македонија остане заглавена. Поранешниот амбасадор Ивица Боцевски вели дека во францускиот предлог, кој владата го прифати, стои дека ќе ги ставиме бугарите во уставот, а реалноста е дека Ковачевски нема пратеници кои тоа ќе го изгласаат и токму затоа тие се причината што патот на Македонија ќе биде закочен. Власта не можела да вети нешто што не може да го испорача. Тие едноставно се надевале дека ќе направат завршена работа и дека ќе има невиден притисок од меѓународната заедница кој што на крај ќе доведе до кршење на опозицијата и нивно гласање за предложените уставни измени. Фактот дека тоа нема да се случи се разбира дека има поинаква разврска за Македонија во иднина. Боцевски вината што наверојатно ќе останеме повторно пред портите на Унијата ја лоцира кај властите. Оти немале стратегија и прифатиле работи кои не може да ги исполнат, а со тоа штетата ја трпела државата. Апсолутно се знае кој е виновникот. Не може да се ветува нешто што не се поседува. Власта знаела дека нема 81 пратеник, а ветила. Не може 61 пратеник да направат одлука која што ќе обврзува 81 пратеници. Доколку власта сакала искрено да влезе во преговорите, требало да направи една многу поширока преговарачка рамка, еден многу поширок преговарачки тим кој што ќе вклучи опозицијата. Инаку премиерот Ковачевски го прифати францускиот предлог минатото лето, истиот кој најпрво го одби, а потоа наводно со некакви измени го прифати. Опозицијата предупредуваше да не се прифаќа предлогот, но власта остана глува на нивните барања. Со францускиот предлог Македонија, меѓу другото, се обврза да го смени уставот во брз рок за да ги внесе бугарите во преамбулата.